Со мене во студиото Жаклина Стаменкова, раководител на подрачна служба Скопје, Фонд за здравствено осигурување. Добро утро. Добро утро. Па, мислам дека е навистина интересна тема. Не само за нас како работници, туку и за работодавачите. Така да, опфаќа широка е темата, се надевам дека убаво ќе објасниме денеска. Ајде да започнеме, Жаклина, со тоа кои се условите со кои што може да отвориме боледување. Па вака, значи, најпрво да ве поздравам вас и сите гледачи на Република Северна Македонија. Најпрво, за да го исполните условот за да добиете боледување или привремена спреченост на работа, треба да го исполнувате условот, тоест да бидете здравствено осигуран. Значи, треба да имате платено придонес за здравство, последователно во минатите 6 месеци се до моментот на настанување на таа состојба. Дали е болест, дали е повреда, привремена спреченост на работа. Добро. Само да кажам дека придонесот треба да биде плаќан редовно, месечно, но да не биде со задоцнување од 60 дена. И нормално, за да го исполните условот за да добиете боледување или тоа е привремена спреченост на работа, треба да биде издадено од вашиот матичен лекар, гинеколог, стоматолог и од лекарските комисии првостепени и второстепени кои се во надлежност на Фондот за здравствено осигурување. Кај вас се доставуваат тие документи, така? Да, и знаете како матичниот, вие која ќе отидете кај матичниот лекар, ако постојат правилници и критериуми по кои што се издава боледувањето, значи во согласност со дијагнозата што вие поставува матичниот лекар, отвара прв ден на спреченост на боледување, на тој начин, нели, вие одите кај матичниот, почнуваат вашите испитувања. Здравствените, боби од било каква причина, да. Матичниот лекар, според проценката и медицинската документација, извештаите, одредува колку дена вие треба да останете дома за се до оздравување. Да. И сега зборуваа граѓаните околу тоа колку дена може би треба да се земе боледување во зависност од состојбата и до кога е дозволено. Па да појаснам. Да, појасне. Матичниот лекар еве сега слушнав, нели? Дека може да се земе 7, 15, значи се е тоа во согласност со правилникот и матичниот лекар на база на медицинска документација може да ви издаде боледување или привремена спреченост до 15 дена, може да ви издаде и до месец дена. Но, после 15-тиот ден, матичниот лекар дава предлог до лекарските комисии во Фондот за здравствено осигурување, каде што веќе тоа е посебен тек, таму лекарските комисии, лекарите се од различни специјалности, со според критериумот и правилникот на издавање на боледување, според медицинската документација, одлучуваат колку дена ќе биде продолжено тоа боледување. Така, до кога смее да биде продолжено? Добро. И сега значи се во зависност од дијагнозата. Да, од дијагнозата, да, и од мислењето се разбира на комисијата. Да. И сега, за годинава може да зборуваме за првите 6 месеци, годинава така ги имаме бројките. Нема проблем, значи за разлика од минатата година. Минатата година имаме, да ви кажам онака грубо, 15.000 боледувања, барања за издавање и исплата на 15.000 боледувања, тоест фондот извршил исплата на 15.000 боледувања. Споредбено со оваа година 2023, ние правевме некои анализи, бидејќи имаме оделение за боледување, дека скоро 8,7% на кај 9% веќе имаме раст на барање за боледување, тоа не можам да кажам на што се должи, бидејќи до крајот на годината можно е да биде растот поголем, можно е да биде на исто ниво, се зависи од здравствената состојба на нашите граѓани и на нашите осигуреници. Па добро, сега се отвара сука и прашањето
со оглед на тоа дека еве годинава имаме за овие 6 месеци имаме малце повеќе, така кажавте, се отвара прашањето дека ние сме здрава нација или нација која што има често здравствени проблеми. Од кои причини бараат боледување најчесто? Знаете како причината прва и основна е, нели? Болеста, лекувањето, тука значи причината е бременоста, мајчинството, потоа имаме нега на дете до 3 годишна возраст, нега на болен член од семејството, дарување на крв, ткива и органи. Потоа боледување се дава и при основа на посвојување на дете, период за адаптација. Ако некој од семејството нели мора да се лекува во државата со потешко заболување или надвор од нашата држава, во некоја странска држава, исто може еден член од семејството да биде сопатник со него, нели? Фондот за здравствено осигурување го покрива тоа боледување, но да не биде подолго од 30 дена. Значи, како придружник во лекувањето на член од семејството. Добро, според искуството, до сега, ајде, според искуството, така најубаво да гласи прашањето, колку до сега биле основани боледувањата? Знаете како, јас доаѓам од институција каде што боледувањата се проверуваат, значи има систем на проверка, а второ, нели комисиите, лекарските комисии, првостепени и второстепени се во надлежност на Фондот за здравствено осигурување. Не може да биде ни едно боледување или привремена спреченост за работа неосновано, бидејќи, пак е нагласам, лекарите што работат во комисиите се професионалци, така да на основа на препораката од матичниот лекар, прибраната лекарска документација, специјалистички извештаи, во зависност од диагнозата, лекарската комисија одлучува колку дена треба да биде продолжено тоа боледување и знаете дека таа бројка што кажавме дека има пораст од 8,7%, 9 да кажам, може би се должи на пост-ковид состојбата, бидејќи има многу хронични заболувања. Потоа во пораст самите слушаме и се во пораст се и малигните заболувања. Значи, тоа се анализи кои што ние не ги правиме, но такви анализи, знаете, секоја година се прават во Центар за јавно здравје, Институт за јавно здравје. Ние сме само следбеници на политиките на здравствено осигурување, но работиме според законот, нели, на здравствено осигурување и во надлежност сервис на Министерство за здравство. Да, така. Колку пати во годината смееме да земеме боледување, има ограничување? Па знаете како, еве лично и јас и сите ние како граѓани, нели се наоѓаме во состојба да бидеме пациенти. Немате одреден број колку пати вие можете да земете боледување. Тоа е работата на матичните лекари, на нашите специјалисти. Се, мислам, вие се обраќате, нели, во состојба на болест или од било која друга причина, бременост, нега на дете, нега на болен член од семејство, така да правото не може никој да ви го ускрати. Тоа е загарантирано право. Сега тука ќе ве потпрашам, што ако забележи комисијата дека некој постојано бара боледување? Ќе се посомнева дали е основано или неосновано? Има начини како тоа да се провери ако некоја индивидуа, сакам да кажам постојано, не само во текот на една година, туку вие и долги години сте таму. Може тоа име да го слушате веќе со години. Да, па и меѓу граѓаните слушаме, нели? Сега можам да објаснам дека боледувањата, пак ќе кажам, не може да бидат неосновани. Се до моментот кога се одлучува на лекарска комисија, секое боледување е основано. Ама ајде реално. Но вака реално да кажеме, почетокот, првиот ден на спреченост, матичниот лекар ви издава боледување. Ние тука не можеме да знаеме дали има некоја злоупотреба или не, бидејќи матичниот лекар е тој што одлучува до првите 30 дена дали ќе го издаде боледувањето и како ќе го издаде. Но и тогаш не може да биде неосновано, бидејќи боледувањата се издаваат врз основа на правилникот
за привремена спреченост на работа, значи постојат критериуми при диагностицирање за да матичниот лекар ви отвори боледување или привремена спреченост за привремена спреченост на работа. Но тука да, можам да кажам дека во последно време се зачестени барањата од работодавците, сега можам да кажам и од приватниот и од јавниот сектор, со барања за да се испита дали боледувањето е валидно. Така да можам да апелирам дека ние не можеме да испитаме дали нивните работници правеле злоупотреба или не, но ние на база на тие барања изготвуваме налог за контрола од нашиот сектор или оделение контрола при Фондот за здравствено осигурување. Сега во моментот ке зборувам за оделението на контрола во подрачна служба Скопје, се изготвува налог за контрола врз основа на барањето од работодавачот, нели мора да биде испратена во самата документација и боледувањето за кого ќе ја правиме таа анализа или контрола, да. Нашите контролори се упатуваат во самото ПЗО или кај матичниот лекар што го издал боледувањето. Добро. И врз основа на тие критериуми влегуваат електронски во системот, значи проверуваат документацијата. Проверуваат прв ден на спреченост, ја проверуваат целата документација, дали боледувањето е издадено, врз основа на правилникот и критериуми, знаете како диагностицирање, например, во зависност од било која диагноза треба да се направи биохемиска лабораторија. Самиот доктор, јас не можам да навлезам во работата на лекарите, но веќе според искуството знаете. Горе-доле знаете што проверуваат, па тоа е тоа, анализите што велите, веќе знаеме сите што треба да се направи. Сите веќе знаеме, нели се соочивме со една голема пандемија, мислам дека секој од нас знае дека најпрво се прави биохемиска анализа, потоа се прават брисеви, значи за секоја диагноза постои посебно правило кое што треба да се исполни. Па можам да кажам дека најдена е понекогаш некоја злоупотреба, но можам да кажам дека тоа е многу мал процент. Да кажам дека од 99% нема злоупотреба, 1% може да се најде некоја злоупотреба. Го оставаме како како 1%, но да кажавте дека има зачестени од страна барања од страна на работодавачите, без разлика дали се од приватниот или државниот сектор, но сега еве не ве прашав кој може да има реперкусии. Вработениот може да има некои реперкусии, матичниот лекар, кој може да знаете ги претрпи најголемите реперкусии? Најголемите реперкусии, бидејќи барањето е испратено до Фонд за здравствено осигурување, ви напоменав, нашите контролори се упатуваат нели кон матичниот лекар што го издал боледувањето. Реперкусиите повеќе се по матичниот лекар, ако не се придржувал на правилникот за издавање на боледување. Но ние не можеме, немаме надлежност, не сме инспекцијска служба за да знаеме дали вработените кај што работат во тие институции во приватниот или државниот сектор вршат злоупотреба. Значи злоупотребата можеме да ја откриеме кај матичните лекари, нормално и кај лекарските комисии кај нас, што до сега немало таков случај. Добро, ова се разбере убаво да се слушна, да се знае како од една страна како известување, но од друга страна како предупредување, дека сепак не се оставаат работите на случајност, туку можат во секое време да се проверат. Ви благодарам за гостувањето. Благодарам што прифативте, се разбира, да одговориме малку подетално на овие прашања. Не само нас како работници, туку се надевам дека нешто ќе објасниме, можеби има нешто што уште е нејасно. Тука сум. Но во секој случај и можевме од анкетата да забележиме дека и граѓаните кои што ги сретнавме велат законско право е боледување, но во случај само кога има здравствена причина. Да.